Започна пролета и ние веднаш сме во природа, и тоа со вистинско возило. Porsche Macan, најмалото спортско корисно возило на марката од Zuffenhausen. Денеска се соочуваме со новото издание на Macan, втората генерација, која го направи и најпродавано Porsche од гамата на овој производител. Дури и 911, која е легенда во оваа компанија, не се продава толку добро како Macan. Која е тајната? Ниту е ефтин, ниту е нешто оригинален. Дизајнот е вистински Porsche, но ја дели основата со Audi Q5. Велат дека ова е еден од поевтините Porsche, но цената, барем на тесниот модел, е 97.000 евра. Па во што е тајната? Тоа ќе го откриеме во следните неколку минути. И првата позитивна работа кај Macan е што има добар звук во кабината. Внатрешноста е направена како супер рафинат на Audi Q5, но со сите оние придонеси и сите оние атрибути кои важат за Porsche. Биколорна внатрешност, убава ергономија на предните седишта и веднаш се чувствува доброто управување. Силата се пренесува на сите тркала преку 7 степен PDK менувач. Овој менувач е докажан во спортските модели на куќата, но во Macan се снаоѓа одлично. Преносот на сите тркала делува извонредно, особено на пат полн со свиоци, дупки и се разбира одрони. Ние се наоѓаме на козјак. Овој пат е како створен да се почувствува сето она што го пружа еден автомобил. А овде Macan се однесува како да е дома. Испод хаубата има 2-литрен турбомотор со 245 коњски сили, а тој произведува еден многу убав звук. Мислам дека го регистрирате звукот и го тера возачот да вложи многу напор во возењето за да доживее многу задоволство за управувачот. Овој пат е полн со одрони и прекриене со песок, па многу често се случува и да се пролизга, но електрониката која ја мониторира каросеријата е повеќе од суверена. Таа одлично се однесува и го пружа вистинскиот филинг на возење на Porsche. Ова е спортско корисно возило, што значи дека е кренато од тлото и има високо тежиште. Но тоа се анулира бидејќи инженерите на Porsche дадоа се од себе Macan да го направат повеќе од интересен за возење. Го спомнав песокот и многу е лесно каросеријата да пролизга, но многу лесно се кроти. Малиот тигар од Zuffenhausen покажува дека е вистински Porsche. Ќе се вратам кај сетапот на возилото. Инженерите дадоа максимум од своето знаење да го направат ова возило одлично за возење и да ја оправда своето име и презиме. Macan е скапо спортско корисно возило. Ова што го возам чини 97.000 евра. Многу е блиску до своите
купе браќа, но задоволството во возењето е повеќе од добро. Ќе се вратам малку на ПДК менувачот, кој, како и да му наредам, молневито ги менува преносите на брзините. Управувањето е извонредно и јас уживам во секој изминат метар со Макан, особено во свиоците каде тој покажува дека е вистински Порше, потпомогнат со погонот на сите тркала и молневитите реакции на менувачот можете лесно и ефикасно да го контролирате однесувањето на Макан. Генетската припадност на Макан се гледа и по копчето сместено на долниот дел од управувачот. Со негово притискање вие можете да селектирате спорт или спорт плюс режим на возење. Со неговото притискање не само што добивате потврда амортизација, која патам речено е многу тврда и се чувствува секоја нерамнина на патот, но со тоа профитира управливоста и манирите на возење. Ќе се вратам на копчето Спорт Плюс. Кога ќе го притиснете, него добивате екстра перформанси во траење од 30 секунди. Макан, односно малиот тигар од Цуфенхаузен, покажува дека Порше што и да направи е со одличен квалитет. Иако Порше нема традиција во производство на спортско корисни возила, покажува дека што и да произведе, не ја става во компромис својот имидж и не ја става во компромис марката која се гради 70 години. 97.000 евра е дискутабилна цена, но овоа задоволство кое го добивате за управувачот и звукот во кабината од 4-цилиндерскиот мотор ве полни во секој момент со адреналин. Некој безобразен ќе праша и колку троши Порше Макан. Доколку го возите вака динамично и со огромни амплитуди и осцилации во возењето, тогаш ќе потроши нешто повеќе од 18,7 литра. Но јас во текот на возењето не го терав цело време во полето на неговите максимални можности. Па просечната потрошувачка јас пуштив и на 12,6 литри. Може би тоа е многу, но треба да се присетиме дека е ова турбобензински мотор што го движи Макан, има перманентен погон на сите тркала и згора на тоа има и автоматски менувач. Па, овие 12,5-6 литра се во границите на толеранцијата. Во границите на толеранцијата не е брзината на моето движење. Патот е полн со предизвици, бидејќи има многу одрони, а во текот на возењето направивме и мал излет на теренот. Порше има и електронски сетап за офроуд, кој сосема добро функционира. Ние не направивме возење на некои предизвикувачки офроуд, но сепак го пробавме вон асфалт. И таму Макан се однесува повеќе од задоволително. Може би и е нетипично за мене да имам толку палба за еден автомобил. Сепак, ќе напоменам дека Макан не е совршен автомобил. За 97.000 евра мислам дека би требало да има нешто повеќе гаджети и дополнителна опрема која е во функција на практичноста. Еве да кажам, јас не најдов добро место каде да ставам
мобилен телефон. Исто така немав доволно место во наслонот за рацете каде може да се чуваат дребули. Но ми се допаѓа внатрешниот изглед на Макан кој не се разликува од ниту еден Порше. Може би е тоа направено и намерно за да секогаш не подсетува на спортските карактеристики и спортската вокација на разиграните коњи од Цуфенхаузен. Со крајно позитивни импресии го започнувам првиот пролетен ден во ова лето господово 2019. Ја имам вистинската играчка, а велат дека разликата помеѓу децата и мажите е во нивните играчки. А ова е вистинска играчка за секој маж. Тоа беше се што подготвивме за ова издание. До гледање.